Му посакам добро утро на Жарко Спасовски, директор на фестивалот на античка драма Стоби. 22 издание, добуткавме во множина цел град и театарот до ова значајна бројка. Почнува утре вечер. Колку представи ќе може да види публиката, дали се сите на сцената на Велешки театар, на мала, на голема, сите детали околу овој настан, дали ќе може? Најпрво добро утро до сите гледачи, да ви посакам на сите убав ден. Како што напоменавте, 22 години го имаме овој фестивал и веле се горд што го има овој фестивал. Еве јас можам да напоменам дека мојата прва театарска представа е баш во Стоби. Странска представа, не знаев ништо, ама толку беше магичен просторот што еве денеска станав и актер поради таа представа што ја одгледав. А оваа година ќе имаме 5 представи. Започнуваме утре со представата во продукција на Ала Мама театар од Њујорк и Титаниум продукција. Адаптација, концепт, режија и изведба на Рафика Чавише. Представата веќе имаше светска премиера во 2024 година во Њујорк. Сега почнува со европска турнеја, започна во Атина, каде што има одлични критики за представата. Кај нас се на отварањето на Стоби утре и после продолжуваат по Европа со европска турнеја. Имаме реално голема чест како држава пред се, после како град што ни гостува токму оваа представа. На 30 веќе ни доаѓаат театар Куманово со Калигула, со маестралниот Марко Трајковиќ, морам да напоменам, затоа што представата ја гледав и сум воодушевен од тоа се што видов и верувам дека велешката публика ќе имаме одлична публика, така да ќе знае да го оцени тоа што ќе го види. На 31 ни доаѓа театар од Лече, маестрале театар од Лече. Тоа е представата насловена Нешто големо. Представата и театарот е составен од актери што студирале во класата на Франко Унгаро и кои потоа се оформиле сопствен театар. Темата на представата е сите сме оптоварени со минатото, како било некогаш убаво, а како е сега као неубаво и уплашени за иднината. Така да тие 6 актери кои си ја насловуваат театарска и музичка представа, имаме чест да ги видиме на 31 овој месец. Потоа продолжуваме со Драмски театар Скопје на 4 ноември, Ифигенеја за ништо, во режија на Филип Петковски. Представата од Драмски театар изобилува од одлични карактери, од прекрасни глумци и верувајте дека тоа што ќе го видиме маестрално. Затворањето ни е на 5 ноември. Представата ни доаѓа од Штип, лекција во режија на Ѓорги Ризевски. Тоа ќе биде во чест на наградените и ќе го заокружиме ова наше 22 издание на фестивалот Стоби. Дали е познато жирито кој што ќе ги вреднува, дали остануваат наградите? Пардон, тоа да прашам. Извинете. Да, апсолутно остануваат наградите. Оваа година жири имаме трочлено жири како и секогаш: Јордан Витанов, Фајк Мефаиловски и Кристина Атанасова Арсова. Тие ќе бидат. Јордан и Фајк ми се познати, Кристина е? Кристина Атанасова е вработена во Штипскиот театар. Така, колешка ваша. Да. Жарко, представите се тие. Кажете ми, дали на регионот, Балкан, да се сконцентрирам, дали има доволно продукција која што на антички представи, која што може да биде доневедена тука на овој фестивал? И ова кога зборувавме за Лече, тоа е италијанското Лече, така? Да, апсолутно. Од Италија ни доаѓаат. Знаете како, во последно време, дали веќе и народот има потреба од малце поведри теми, се помалку и помалку теми што нас ни одговараат за представата, се помалку продукции во театрите за антички театар, но реално се трудиме, гледаме, бараме каде што има, зошто има и гледаме да го оцениме најдоброто што можеме да го најдеме и што можевме да си го дозволиме реално. Без овој фестивал нема да биде можен без финансиска поддршка. Дали натаму останува општината Велес и дали годинава Министерство за култура финансираше дел од содржините? Како и секоја година, благодарност до општина Велес, благодарност до Министерство за култура, кои и оваа година се главни спонзори, поддржаватели, како да кажам, за Стоби. Искрено се надевам дека овој фестивал ќе добие малку повеќе почит, зборувам финансиски, за да може да расте, од сепак 22 години не се воопшто мала бројка за опстојување на еден театарски фестивал.
Сите представи се на големата сцена? Да, сите се на Билетите се пуштени на продажба? пуштени се во продажба, веќе се продаваат на билетарата во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот, така да еве да упатаме една порака не само за сите велешани и за сите македонци нели од цела Македонија да дојдат и да уживаат во театарските представи што ги нуди театарот и театарскиот фестивал Стоби. Да, фестивалот од 22 издание до година, колку што ги има последните информации од луѓето археолозите во Стоби, велат дека оваа година сега во ноември ги враќаат оние мермерни делови на во театарот, Римскиот театар во Стоби, и дека до година со најверојатно голема можност дека се враќате на онаа сцена каде што започна овој фестивал. Искрено се надевам дека конечно ќе се вратиме фестивалот Стоби на матичната сцена, затоа што тој фестивал кога го основале баш со таква причина го направиле за да биде во тој простор. Напоменав и на почетокот, го знаете ви просторот. Просторот е магичен. Така да секоја представа таму што ќе направиме и ќе ја вклопиме, буквално е магија. Жарко, веќе сте гостина утро, а вие сте директори на Велешки театар. Имавте неодамна премиера, успешна Мало невино убиство од француски автор, режија на Дејан Дамјановски. Дали веќе доаѓаат уште 2 месеци, имавте уште една представа финансирана од Министерството за годишната програма, дали веќе започнаа подготовките и што се работи за наредните 2 месеци? Имавте гостување во Ниш, Крагуевац и Смедерово изминатиот период. Да, бевме веќе оваа година во Смедерово на фестивал, во март мислам дека бевме. Сега, изминатиот месец имавме чест да бидеме селектирани во Ниш на фестивал на Раскрчу. Оттаму директно отидовме во Крагуевац на фестивал со представата Татково режија на Ненад Витанов, каде што добивме и за двете представи одлични критики. Реално се пробиваме на Балканот како театар кој не го познава допред известни години. Така да нашите критики за представите што се представивме беа одлични, ги имаме исподелено. А сега сме селектирани на Нушичеви дани во декември, така да ќе имаме чест да настапиме и на Нушичеви дани во соседна Србија. Кога сме за премиерите, веќе се подготвува нова представа во режија на Елеонора Теова. Не сакам да платам и нема да платам. За по 10 дена треба да започнеме и со новогодишната представа, затоа што секогаш нели најмалите и најмилите мораме да си ги испочитуваме и мора да имаме и за нив програма. Ноември веќе ни е подготвен како репертоар. Малце ни е згуснат реално со 2 премиери што подготвуваме, ама мораме да имаме барем 3 представи неделно на нашата сцена. Дали оние барањите Синиот портокал, господја министерка, потоа вечера за глупаци, дали ќе бидат на репертоарот? Да, вечера за глупаци е на 14 ноември, 7 ноември мислам дека е Синиот портокал. Синиот портокал сега во Кочани имавме 104-та изведба, 105-та ќе ни биде во ноември. Кога спомнавте вечера за глупаци 29-та изведба ќе биде во ноември, а јубилејна 30-та ќе направиме во декември. Да, ова сите представи се бара билет повеќе, затоа прашав каква го има голем интерес за нив. Верувате, особено за тие што ги споменавме вечер за глупаци, господја министерка, Синиот портокал, секогаш имаме, особено последните 2 дена пред представата, имаме немали откажали некои, со тој проблем се соочуваме, ама тоа па искрено е голема радост и еве упатувам голема благодарност до публиката за тоа што го цени нашиот труд. Жарко, ви благодарам што бевте гостин ово утро. Ви посакувам успешна работа и на театарот, но и на фестивалот за кој што веќе од утре ќе следиме што се случува на сцената на Велешки театар, 22-ро издание на фестивалот на античка драма Стоби. Ви благодарам и вам.